Поразителни резултати со говорот на децата во прилепските градинки. Од направената внатрешна анкета на детските градинки Наша еднина, на околу 500 дечиња, секое второ имало проблем со правилниот изговор на буквите и зборовите. Логопедите велат дека ова е знак за вклучување на црвениот аларм и кај родителите и кај институциите. Како главна причина за оваа состојба ја гледаат во претераната употреба на телефони, таблети и компјутери кај децата. По автоматизам веднаш би рекла екранизацијата. Затоа што имаме едносмерна комуникација, немаме повратна реакција од страна на таблет, од страна на екраните, од страна на телефоните и секако недоволната вербална комуникација од страна на родителите кон своите деца. Најчесто се работи за една полиморфна дислалија, каде што се опфатени фонемите Р, Л, еден парасигматизам, каде што имаме замена на Ш, Ж, С, З и најчесто веќе во последно време, за жал, се појавени и случаеви на тотално отсуство на говор, една алалија, каде што треба алармантно да се реагира од страна на логопед и од страна на дефектолог. И родителите кои што ги носат своите деца на логопед велат дека ситуацијата е алармантна и ги охрабруваат сите родители да не чекаат, туку ако нивното дете има некој проблем со говорот, веднаш да посетат стручни служби. Да земам пример од групата на ќеркава во градинката, па само од 35 дечиња, ако 5 не одат на логопед, значи 30 дечиња одат на логопед. Значи тоа е голема и загрижувачка бројка. Јас мислам за секој родител одговара за детето. Значи родителите треба сами да се свесни дека за да му помогнат детето дека треба првиот чекор они да го направат. Значи да не го остават само детето да си не може ни само да одлучи дека ќе му се подобри говорот ако не му помогнат и не му пружат шанса. Прилепските градинки се едни од ретките во Македонија каде освен превентивно се делува и со логопедска терапија за децата, но за решавање на овој горлив проблем потребна и целосна вклученост и соработка на самите родители.